Палчо, финска приказка. Си бил некој селанец. Имал 3 сина – Пјер, Пол и Жан. Пјер бил дебел, црвен, мрзлив и глупав. Пол слаб, жолт, завидлив и злобен. Жан малечок, пргав, весел и смел. Постарите браќа насмеа го викале Палчо и тврделе дека може да се скрие во чизмата на таткој. Селанецов бил мошне сиромашен. Немал ништо до 3 синови. Во амбарот се меткале празни вреките, во визбата стоеле празни бочвите. Немал, што се вели, скршена пара. Усти за јадење многу, јадало малце. Кога подпораснале децата, почнал стариот да ги подговорува да тргнат на пат, да си ја побараат среќата. Не е лесно да живееш кај тугинец и да си го виткаш грбот за парче леп, им велел тој на децата. Но, сепак е подобро отколку дома да умираш гладен. Помислиле браќата, помислиле, вистина им зборува татко им и се спремиле на пат. Близу до нивното место, кај што живееле, бил кралскиот дворец. Таков прекрасен дворец немало нигде на светот. Верно, сиот бил направен од дрво, но затоа пак го краселе 20 изрезбрани балкончиња и уште цела дузина прозорци, 6 горе, 6 долу, и сите со стакло. Ама една ноќ, сосем ненадено, токму пред прозорците, изникнал огромен даб, кој со своите многубројни гранки ги затемнил кралските одаи. Кралот наредил веднаш да го исечат дабот, но колку и да се мачеле дворските дрвари, ништо не можеле. Најострите секири се тапеле при првото удирање, а ако некој успел да отсече една гранка, место неа веднаш израснувале 2 и тоа 2 пати подебели од исечената. Кралот ветил една торба злато кој ќе го избави од непријатниот сосед. Но кралското ветување ништо помогнало. Сакал, не сакал, кралот морал да запали свеќи за да седи дење во одаите. Туку лошото доправа го чекало. Изворот, од каде пиел вода целиот дворец, наеднаш пресушил. Кралот, принцезата и сите дворјани место вода морале да пијат мед и да се мијат со пиво. Ете до каде дотерале. И тоа во земја каде речиси од под секое каменче извира поток. Кралот бил очаен. Ветил дека ќе го награди со имоти, пари и титули секој кој ќе ископа во дворецот извор од каде ќе можат да пијат колку што сакаат и кога ќе сакаат вода. Ловци на пари и титули се нашло многу, но заработувањето на наградата се покажало мошне тешко. Кај да почнале да копаат, лопатите секаде ударале во тврд камен. Ваше Величество, рекле министрите, изворот не може да се ископа како што не може ни дабот да се исече. Па што? Рекол кралот, ако не може, значи ке мора? Иако неговото кралство било доста сиромашно, тој не бил помалку тврдоглав од кинескиот император. Наредил да закачат на влезната врата наредба, потврдена со голем кралски печат. Во наредбава, црно на бело, било напишано: Неговото кралско величество му ветува на тој што ќе го исече табот и ќе ископа кладенец да му ја даде за жена принцезата својата единствена керка и уште половината кралство како приде. Принцезата била прекрасна, како ден, половината кралство не било за фрлање, та не било за чудење што секој што можел да држи в раце секира и лопата сакал да си ја обиде среќата. Уште не закачена кралската наредба, од сите страни заврвале кон дворецот многу здрави момчиња со секери, пили, лопати и копачки на рамо. Пилеле, корнеле, копали и длабеле, но се било напразно. Дабот станувал потврд, земјата исто така. Настаните во дворецот го обеспокоиле целиот народ. По градовите и селата само за кралската наредба се зборувало. Пјер, Пол и Жан решили да тргнат во дворецот, штом дворската врата било отворена за сите што иделе со секира и лопата.
Не со намера да се оженат со принцезата и да го земат половината кралство, но кој знае, може би и за нив ќе се најде некоја работичка и парче леп. Патот не бил долг ни тежок, но по стотина чекори најстариот брат Пиер почнал да се жали дека се уморил и дека си ги раскрварил нозете од острите камења. А пак средниот брат Пол да си ја проколнува судбината своја и на своите родители. Само најмалиот брат Палчо бил задоволен од патувањето. Весело чекорел по патот, загледувајќи се насекаде. Се го интересирало. И птиците, и пчелите, и скакулците, и тревата, и камењата. Ништо не пропуштал со своите живи очи. Се сакал да знае на кои цвеќиња најмногу слетуваат пчелите, зошто ластовичките летаат така ниско над реката, зошто пеперутките леткаат горе-долу. Но, штом ке проговорил со браќа си, Пиер му се подсмевал, а пак Пол веднаш го прекратувал, наречувајќи го дрдорко и будала. На патот требало да обиколат една планина полна со густа шума. Од некаде од кај врвот се слушало одмерено удирање на секира и тресок на исечени гранки. На кој му текнало на ваква висина да сече шума, рекол Палчо. На вистина, ова ми е чудно. А мене би ми било многу чудно ако тебе нешто не ти е чудно, злобно рекол слабиот Пол. На будалите се им е чудно. Дебелиот Пиер го плеснал брата си по образ и добродушно рекол: Што си будала? Кој би секол шума со секира? Се разбира, дрвар. Ако, јас ке појдам да видам, рекол Палчо. Па оди, рекол Пол. Ти пожелувам да си ја скршиш главата, оти ке те научи друг пат да не сакаш да знаеш повеќе од твоите постари браќа. Палчо не сакал да се кара. Тргнал нагоре, придржувајќи се од гранка до гранка и подскокнувајќи од камен на камен, ослушнувајќи за цело време да не го загуби ударот. Што мислите вие? Што видел Палчо кога дошол на врвот на планината? Секира, да, секира, која само од себе, за собствено задоволство и без ничија помош од страна, секла еден огромен бор. Здраво, секиро, рекол Палчо, зар не ти е здодевно сама да го сечеш ова големо старо дрво? Затоа сум секира, за да сечам, одговорила секирата. Сечам и го чекам стопанот. Прекрасно, рекол Палчо, тука сум. И спокојно си ја зел секирата, ја ставил во кожната торба и весело се спуштил кај браќа си. Пикајно се, што чудо виде на врвон, што чукало таму, го прашал подбивно Пол. Секира, одговорил Палчо. Па нели ти реков, му рекол Пиер и го треснал по грв, за ништо да се катериш по таква угорница? Палчо ништо не одговорил и тие тргнале понатаму. Патот станувал се потежок. Скоро дошле во една тесна скалеста клисура. Пробивајќи се низ каменестата врвица, чуле далечни звонливи удари како некој со железо да ударал во гранитната скала. Што е тоа? Прашал Палчо. Може ли на врвот да има каменолом? Не, тоа е сигурно некоја клукајдрвче, со нос од клука дрво, му одговорил подбивно Пиер. На вистина ќе си рече човек дека момчево наше вчера се испилило од јајце. Палчо ја заврател главата. Не сум чул дека клукајдрвче може така силно да удира. Ке појдам да видам. Будалче, рекол Пиер. Не разбира од чега, зар не слушаш дека тоа е копачка? Ако, ке појдам да видам, рекол Палчо и почнал да се јази по стрмниве тврди скали нагоре. Што мислите вие? Што видел Палчо на врвон? Копачка која сама од себе и за собствено задоволство без ничија помош одстрана копала камен. Тврдиот гранит попуштал како да бил гранит, а мека земја. Со секое ударање копачката навлегувала се подлабоко, речиси по пола метро наеднаш. Здраво, копачке, и рекол Палчо. Зар не ти е здодевно сама да ја копаш оваа тврда и голема карпа? Затоа сум копачка, за да копам, одговорила копачката. Копам и го чекам стопанот. Прекрасно, и рекол Палчо. Тука сум. И спокојно си ја зел копачката, ја одглавил од држалото и ставајќи ја во кожната торба, весело се спуштил кај браќа си.
Какво чудо виде ваша милост горе на врвон? Подбивно го прашал Пол. Вие и овој пат бевте во право. Видов една копачка како копа и, не прозборувајќи веќе ни збор, тргнал по браќа си. Скоро дошле до еден чист и бистар поток. Сите биле многу жедни, па клекнале и зацрпеле со шепите вода да се напијат. Колку вкусна и студена вода, извикал Палчо. Би сум сакал да знам од каде извира овој поток. Нашол зашто да прашува, злобно просаскал Пол. Поток како и сите други потоци, и извира од каде извираат сите потоци на светот, од земја. Може би, рекол Палчо, ама јас ке поидам да видам од каде почнува. Ако сакаш искатери се до Господа на небото, викнал Пол. А Пиер тажно додал. Што глупо детиште, не знам само на кого се изметнал. И браќата продолжиле по патот, а Палчо трчаница се упатил на извориштето на потокот. Потокот станувал се помал и помал. На крај се бет во тенка и сребрена нитка. И што мислите дека видел Палчо дојдувајќи до почетокот на потокот? Ореова љушпа, од која прелевајќи се на сонцето во прекрасните бои на виножитото, струела бистра вода. Здраво, лушпо, и рекол Палчо, зар не ти е здодевно само да лежиш во оваа глувотија? Се разбира дека ми е здодевно, но што да се прави, му рекла лушпата. Толку години лежам тука и го чекам стопанот. Прекрасно, и рекол Палчо, тука сум. И спокојно ја подигнал лушпата од земја, ја затнал со малку мов за да не тече водата и ја ставил во кожната торба. Потем се стрчал да ги престигне браќа си. Што? Му викнал Пол кога го догледал оддалеку. Разбрали сега од каде истекува потокот? Разбрав, одговорил Палчо. Од ореова лушпа. Овој будала не се заумува, промрморел Пол и мавнал со раците. Се гледа, таков е роден, воздизнувајќи додал Пиер. Јас го видов тоа што сакав да го видам, си мислел тој, и го разбрав тоа што сакав да го разберам. Повеќе ништо не ми треба. Најпосле браќата дошле до кралскиот дворец. На вратата виделе едно големо сообштение дека кралот му ја ветува принцезата за жена и половината кралство како приде на секој човек од каков и да било род и потекло, било дворјанско, градско или дури и селско, само ако ги исполни двете желби на неговото кралско величество, да го исече дабот и да ископа кладенец. Но, бидејќи такви ловци се нашло многу, а по секое неуспешно ударање со секирата и замавнување со копачката, дабот разраснувал уште повеќе, а земјата станувала уште потврда, под големото сообштение, кралот заповедал да закачат едно малечко, испишано со црвени букви. Еве што било напишано во тоа сообштение. Да им е јасно на сите дека неговото величество кралот во својата неисцрпна мислост заповеда да му се одсече десното уво на секој бог, тој да е селанец, граѓанин или дури познат дворјанин, ако се нафатил да го исече дабот, а да го ископа кладенецот и да не успее ни во едното, ни во другото. Неговото величество се наде дека оваа казна ќе помогне да си го поправат карактерот, а ќе ги одучи дрските да не се зафаќаат со работа за која не се способни. За доказ, околу сообштението биле закачени 20 одсечени уши со имињата и потеклото на казнетите. Пиер го прочитал сообштението, се насмевнал, ги засукал мустаките, погледнал на своите големи жилести раце, а потем замавнал со секирата над глава и со едно ударање ја одсекол на дебелата гранка на волшебното дрво. Но тој час место неа израснале 2 гранки и тоа секоја 2 пати поголема и подебела од течената. Кралската стража веднаш го фатила кутриот Пол и на место му го одсекли десното уво. Море лапчо, рекол Пиер, така ли се фаќа работа? Потем полека го обиколил дрвото, го разгледал четалестиот корен подаден од земјата, одмерил неколку пати, па со едно ударање го исекол коренот надве. Но веднаш место него израснале 2 нови корења со фиденки обраснати со лисја.
Фатете го тој, не ранимајко, збеснал збеснето кралот. Тој заслужува да му се отсечат двете уши. Речено, сторено. Пол не успел ни да се почеше по ушите, а веќе останал без нив. Тогаш пристапил Палчо и рекол дека и тој сака да се ја обиде среќата. Гонете го од тука ова недоносче, извекал кралот, а ако решил да остане без уши, пресечете му ги веднаш и нека се чисти од тука. Простете, ваше величество, му рекол Палчо, кралот е должен да си го почитува својот збор. И јас сакам да си ги обидам силите и ушите да ми ги отсечете, ке имате време. Добро, обиди се, воздивнал кралот. Само пази да не наредам да ти го отсечат и носот. Но и тоа заканување не го исплашило Палчо. Ја извадил од кожната торба секирата и одвој насадувајќи ја на држалото кое што било речиси поголемо од него извикал: "Сечи, секеро!" И секирата почнала, сецкала, цепела, ситнала, трошела. Безброј трески зафрчеле на сите страни, надесно, налево, нагоре, надолу. Не поминало ни четврт час кога од дрвото останало само купиште дрвца. Толку дрва имало што сите печки во дворецот можеле да горат цела година. Кога дрвото било исечено и исцепено, Палчо отишол до балконот каде што седеле кралот и принцезата и поклонувајќи се рекол: "Дали сте доволни од својот покорен слуга, ваше величество?" "Не сосем," му одговорил кралот, иако додуша не можел да си дојде на себе си од преголема радост и чудење. "Потребен ми е и кладенецот. Ако останам јас без кладенец, и ти ке останеш без уши." "Повелете да ми го покажете местото што ви се допаѓа," му одговорил Палчо, "а јас ке се обидам уште еднаш да му причинам задоволство на вашето величество." Кралот со принцезата и дворјанството слегол во дворот. На кралот му дале кадифена фотелја, а принцезата седнала на една клупичка крај неговите носа. Со возбуда и љубопитство погледнувала кон малото човече што се здобивало со високата чест да стане нејзин маж. "Ајде, почнувај со работа," му рекол кралот и му го покажал местото каде многумина безуспешно се обидувале да го ископаат кладенецот. Сосем спокојно, Палчо ја извадил копачката од кожната торба, ја насадил на држалото и гласно извикнал: "Копај, копачко!" А копачката почнала да копа и длаби во каменистата земја. Парчиња гранит прснале кон небото. Не поминало ни четврт час кога среде дворецот во гранитната скала бил ископан предлабок кладенец. "Ваше величество," замолил Палчо, поклонувајќи му се на кралот, "дали е доста длабок кладенецов?" "Длабок, не длабок, туку камок вода," рекол кралот. "Страпете се уште една минутка, ваше величество, и ќе има вода," рекол Палчо. Потем ја извекол од торбата волшебната ореова лушпа, ја ставил на работот кладенецов и одзатнувајќи ја внимателно гласно извикнал: "Течи и извирај." На часот избила бистра и студена вода како фонтана. Воздухот станал свеж, на кралот, принцезата и дворјаните им пристудел. А фонтаната фркала без престан. Не поминало ни четврт час, водата го наполнила кладенецот и прелила по краиштата. Фателе брзо да копаат канали за да се спасат од поплава. "А сега дали сте задоволни од мене, ваше величество?" прашал Палчо. "Јас сторив се што ветив. Се надевам дека и вие ќе го исполните вашите ветувања." "Да, Маркиз Палчо," одговорил кралот, "јас сум готов да ти го отстапам половината кралство. Ако ти не сакаш да ја носиш круната, јас сум должен да те предупредам оти таа работа е ѓаволски мачна. Во замена можеш да добиеш и пари. Одбери сам. Што се однесува пак за жедмидмата со принцезата, тука е малку само мојата согласност, обиде се да и се допетнеш на неа самата." "Што е потребно за тоа да сторам?" прашал Палчо, подпирајќи се со рацете на колкот и погледнувајќи ја принцезата. "Утре ќе разбереш," одговорил кралот, "а дотогаш си ми гостин. На располагање ти е најубавата одаја во замоков." Кралот си заминал со принцезата и дворјаните, Палчо со браќа си останал во дворот на замокот. Драги мој," им рекол Палчо, "сега гледате дека не попусто се одбивав неколку пати од патот." "Ти се падна некако," суво му рекол Пол. "Не туку така се вели на будалите, среќата сама им иде."
Јунак си ти, малечок, добродушно му рекол Пјер, се обложувам во второво уво дека далеку ќе дотераш. Во тоа време од дворецот излегол камаргерот. Во монархиите приводен чин од повисок рак, исто и лице од тој чин. И ги поканил маркизот Палчо да повели во својата одеа. Палчо ги повикал браќа си со себе и бидејќи се сметало дека ја има веќе милоста на кралот, камергерот му ветил дека ќе најде некоја работа за браќа му Пјер и Пол. Ноќта кралот не можел да заспие. Таков зет како Палчо не му бил баш по волја. На неговото величество ќе му прснала главата од мисла, како да си остане на зборот, а сепак да не го исполни ветувањето. Кралот долго се превраќал в постела, но ништо не можел да смисли. Најпосле му текнало. Наредил да ги повикаат браќа му на Палчо. Кој најдобро ќе му ги каже сите слабости и тајни на Палчо, ако не неговите браќа? Пјер го фалил својот помлад брат како што знаел и умел. Кралот не бил задоволен од неговите зборови. Затоа пак Пол му приредил вистинско задоволство. Не водејќи многу сметка за вистината, Пол го оцрнил брата си како никој. Тој му рекол на кралот дека Палчо уште од малечко бил безделник, самофалец и безобразник и дека би било просто смешно заради еден таков неранимајко, кралот да си го одржува зборот и да му ја даде својата ќерка за жена. Тоа момче многу високо мисли за себе, му рекол Пол. По вчерашната случајна среќа изгледа дека се смета себе си за најумен и најсилен на светов. Туку во околниве шуми живее еден џин, од кого сите многу се плашат. Зборуваат дека тој на едно јадење цел бик изедувал. Таа јас со својиве уши чув. На овие зборови Пол сакал да си ги почеше ушите, но брзо се сетил дека му се отсечени. Ви велам слушнав како нашиот новопечен маркиз се фалеше дека истиот џин само да сака ќе го натера да му ги чисти чизвите. Ке видиме, рекол кралот. Потоа ги отпуштил браќата и спокојно заспал. Утредента неговото величество наредил да го повикаат Палчо, го примил во присуство на целиот двор. Драги мои зете идни, рекол кралот нагласувајќи секој збор. Сум чул дека во нашиве шуми живеел некој џин. Велот бил повисок од највисокиот бор и дека на едно јадење јал по еден цел бик. Таа предполагам дека во ливреја со златни ширити, во тророга капа со украси алебарда в раце, џинот би бил достоен да држи стража пред вратите на нашиот замок. Мојата ќерка ве моли да го направите тој маличок подарок, а потоа е готова да ви ја даде својата рака и срце. Задачава е мошне тешка, одговорил Палчо, но штом тоа го сака незиното величество, ќе се обидам да ја извршам. Ја ставил во кожната торба волшебната секира, волшебната ореова лушпа, една грудка сирење, еден краве леп, ја нарамил торбата и тргнал во шумата. Пјер си ги бришал солзите, а Пол злобно се подсмевнувал. Си мислел дека Палчо повеќе нема да се врати и бил многу задоволен. А Палчо за тоа време одел низ шумата, талкал, го барал џинот, но никаде не можел да го најде. Така поминела цела недела. Дошол до најгустата шума, каде што сигурно дотогаш човечка нога не стапнала. Тука застанал и викнал колку што можел силно. Еј, чудовиште силно, војна ти објавувам. Каде си? Дојди, со тебе на смрт да се надпреварувам. Со мене! Загрмел во вршките на боровите страшен глас. Само почекај, сега ќе дојдем да те смачкам како мушичка. Не фали се предвреме, му викнал Палчо. Џинот нешто изрикал во одговор и Палчо чул како затрештали испокршени дрвја и гранки. Низ шумата се разнел тупот од силно трчење и кога џинот дошол близу, почнал да го бара својот противник, но никако не можел да го види. Најпосле, погледнувајќи случајно надолу, забележав едно малечко човеченце спокојно седнато на стеблото на едно од корнато дрво. Значи ти, мравко, си посмеела да ме разбудуваш мене, извикал силно и така треснал со ногата, та земјата се стреснала. Да, другарче, јас сум тоа, му рекол Палчо. Тргнат сум да барам вреден и послушен слуга, па решив да те земам за таа работа. Море шега, извикал џинот. Сега ќе те фрлам, еј, во она гнездота, да не ти текне друг пат да се меткаш по мојава шума.
По твојата шума, се зачудил Палчо. Таа е колку твоја, колку што е и моја. А ако ми речеш само уште еден непристоен збор, веднаш ке ти ја исечам целова шума до последново дрво. Море, што ме исплаши, се насмеал джинот. Би сакал да видам како ќе го сториш тоа. Сега ќе видиш, рекол Палчо, ја извадил од кожната чанта волшебната секира и тивко и рекол. Сечи, секиро! И секирата почнала да сече, крши, цепи, огромните стебла запаѓале право низ джинот како пороиште. Доста, доста, исплашено викнал джинот. Ти ќе ми ја исечеш целата шума, кој си ти? Јас сум севозможниот волшебник Палчо. Само еден збор да речем и мојава секира ќе ти ја однесе главата. Допрва ќе разбереш со кого имаш работа. А сега води ме дома. Джинот бил в чудоневиден и ништо не проговорил, туку тргнал со Палчо на кај своето живеалиште. Патем Палчо огладнел, го извадил од торбата кравајот леп и грутката сирење и почнал да јаде лакомо. Што е тоа што јадеш бело и црно? Го прашал джинот, кој дотогаш не видел ни леп ни сирење. Камења, одговорил Палчо и скршил по големо парче сирење. Ти јадеш камења? Да, многу ги сакам, затоа сум јас така силен што јадам камења. Земи и ти, оде гледам едно бело каменче, ќе видиш колку е вкусно, му рекол Палчо, покажувајќи му на еден куп камишта. Джинот, кој бил толку глупав колку што бил висок, зграбчил една карпа и почнал да ја гризе. Но брзо се откажал, фрлајќи ја карпата и исплукувајќи од устата два скршени заба. Море јунак, подбивно му рекол Палчо, и ти си ми бил некој джин. Најпосле дошли до колибата на джинот. Колибава била повисока од највисокиот дворец и само малку пониска од највисоките дрвја. Слушај, му рекол Палчо, седнувајќи близо до огништото во кое со пламен гореле неколку преполовени бора. Ајде да се договориме. Еден од двајцава да биде стопан, а другиот слуга. Ако јас не можам нешто да направам што можеш ти, јас ќе бидам слугата, а ти ќе бидеш стопанок. Ако пак ти не можеш да направиш нешто што можам јас ќе бидам стопанот, а ти ќе бидеш слугата. Бидува, рекол джинот, не е за фрлање да имаш таков шмекер за слуга, како тебе. Ти ќе мислиш за мене, зашто мене тоа ми е многу тешко. Туку ајде да го почнеме нашиот надпревар, како прво слези долу на река и донеси вода. Ке вариме ручок, не во кошено се ведрите. За да ги види ведрите, Палчо морал да ја крене главата високо, зашто тие биле високо колку 2 човечки броја, а широко колку 3 човечки заграби. И поскоро ке се удавел во нив, отколку што ги подкрене одместо. Аха, рекол джинот, штракајки со забите, се исплаши синот. Кај можеш ти да се справиш со моите ведра? А јас секој ден одам со нив на река, дури и не одам, туку трчам. Трчај си со здравје, му рекол Палчо, а пак што се однесува до мене, јас ќе ја натерам реката сама да дојде до мене. Скришум ја извадил волшебната лушпа од торбата и тивко рекол, течи силно, извирај. Веднаш избила силна вода од лушпата и весело жуборејки почнала да се разлева по колибата. Аман, престани! Извикал уплашено джинот. Врати ја реката назад, јас ке појдам кај неа по вода. Ги грабнал ведрите и чекорејки ја локвата отрчал кон реката. Враќајќи се во колибата, джинот обисил врз огништото еден котел, ја плиснал во него водата од едното ведро, потем го уфрлил трупот во туку-што одран брик, па 50 на главици зелка и цел товар моркови. Дори се варела чорбата, джинот неколку пати си ја обидувал и ја чистел од пената со едно големо решето. Готово е, рекол најпосле джинот. Седнувај да јадеме, да видиме сега, можеш ли да ме надједеш. Толку што сум огладнел, целиот бик ќе го изедам, та дури и тебе згора. Знаеш, има и такви работи, се јадат место десерт. Добро, одговорил Палчо, ќе видиме кој кого ќе го изеде. Седнал до масата и додека джинот го симињал котелот од огин, незабележливо си ја пикнал под палтото кожената чанта. Почнале двајцата да јадат. Джинот едно по друго фрлал во устата големи парчиња, но и Палчо не изостанувал. Парче по парче фрлал во кожената чанта. Рекол джинот,
Каква убавина шмукајки една коска. Сега е време да отпетлам една петлица на Елеков. Како? Зарем веќе? Го прашал Палчо и пуштил во торбата половина главица зелка. Ти гледам си слаб јадач. Джинот ништо не одговорил. Тој лако му залапал еден цел бут и почнал да го джвака со се кости, така што во целата колуба се слушало крцкањето. Уф, рекол тој, голтајки го последното парче. Време е да ја отпетлам втората петлица, зашто Елеков ке ми прсне. Не си ми бил ти другар, му рекол Палчо и пикнал во торбата едно големо палче месо. Туку што седнавме, а ти веќе две петлици распетла. Джинот тажно воздивнал и извадил од котелот 3 главици зелка. Ги проголтал на еден здив, едно по друго и се тргнал од масата. Уф, почнал да стенка. Ке треба да ја отпетлам и третата петлица, зашто инаку и самиот ке пукнам. Ех ти, слабушко, му рекол Палчо, ајде да изедеме уште едно парче месо. Нема место, издивнал Джинот. До туга сум настегнат и му го покажал грлото. Палчо се насмеал. Па ништо, распарај си го со нож стомакот и потоа соши го и почне одново да јадеш. Еве гледај. И тој замавнал и ја распорил торбата од горе додолу. Сега можеме да почнеме одново. Земеј го ножов и распарај си го стомакот. Не, те молам, слуга сум ти покорен, рекол Джинот, бранејки се од него со двете раце. Штом си ми слуга, тогаш собирај си го имотот и ајде носиме кај кралот. Джинот послушно го кренал својот малечок господар на плеки, нарамил една вреќа злато и зачекорил низ шумата кон кралскиот замок. Во замокот празнувале. Сите играли и се веселели, никој повеќе не мислел за Палчо. 8 дена веќе поминале од како беше заминал и никој не се сомневаше дека Джинот го изал. Наеднаш се слушнал силен тресок. Дворецот се затресол и занишал од темели до покривот. Тоа Джинот ја избил со нога влезната врата која му смеќавала да влезе во дворецот. Сите се стрчале кон прозорците и го виделе Палчо. Тој спокојно си седел врз грбот на страшниот Джин. Дамите спискале од страв, мажите се фатиле за сабиите, а Палчо, како ништо да не било, пречекорил направо на балконот на вториот кат и клекнувајќи пред својата невеста рекол: Принцезо, вие сакавте да имате еден роб, пред вас се двајца. Таа љубезна фраза ја отпечатали утреденка во дворскиот весник и сите кавалери ја повторувале на своите дами, иако никој немал таков слуга како Палчо. Но тогаш, кога Палчо ги произнесол тие зборови, се збркал целиот двор. Се разбира, најмногу од сите се растровожени принцезата и кралот. Неговото величество ја повикал настрана керка си и тивко и рекол: Керко, за жал, ние немаме повеќе никаква причина да му откажуваме на овој млад и смел човек. Жртвувај се себе за доброто на државата. Принцезите ретко се мажат по собствен вкус. Не било така лесно да се наговори принцезата. Таа направила длабок поклон и рекла: Драги татко, принцезите, како и сите други девојчиња, мечтаат да се омажат за тој што ќе им се допадне. Дозволете ми самата да си ги заштитам своите права. Се вратила кај Палчо и му рекла: Маркиз Палчо, гледам дека сте смело момче и дека сите работи за кои се зафаќате ви врват од рака. Но пред да се согласам да ви станам жена, би сакала да знам дали сте толку умен и снаодлив како што сте смел и силен. Ве поставувам пред последниот испит, но овој пат нема да одите во длабоки шуми за да совладувате джинови. Противник ќе ви бидам јас, а за награда, ако станете победник, ќе ме добиете мене. Во знак на согласност Палчо ја одговорил со длабок поклон и сите тргнале кон кралската сала. Таму, за ужас на дворјаните, веќе бил Джинот. Седел среде сала на подот, допирај го таванот со главата. И само ако сакал да стане, сигурно ќе го пробил покривот на замокот. Палчо му дал знак и Джинот, лазејки, дошол до него и седнал до неговите нозе, готов во секоја минута да го брани својот господар. Тоа беше силата во служба на разумот. Да видиме, рекла принцезата, кој од нас е способен без да трепне со очи да ислуша најголема лага. Првиот што не ке се додржи и ке рече тоа е веќе многу, ке биде победениот.
За да и причинам задоволство на незиното величество, јас сум готов да издржам се на светот. Не само голема лага, туку и страшна вистина, одговорил Палчо. Епа да почнеме, рекла принцезата. Знаеш ли ти какве ливаги имаме ние? Ако два овчара засвират во рог на два разни краја, неке се слушнат еден со друг. Ете какви ни се имотите. Тоа не е ништо, рекол Палчо. Само нешто да видите каков говедарник има татко ми. Ако на едната врата пушта двомесечно теле, на другата ќе излезе како крава молзница. Големо чудо, рекла принцезата. Затоа пак вие сигурно немате таков бик како нашиов. Ако два човека му седнат на роговите и секој да земе по една ластегарка од по 10 лакта, сепак нема да можат да се дофатат. Тоа не е ништо, рекол Палчо. Нашиот бик има таква глава што може два човека да му седнат на едниот рог и со дрбин да се гледаат и не ќе можат да се видат. Големо чудо, рекла принцезата. На вашите крави сигурно не даваат толку млеко како нашите. Само сирење, не сметајќи го маслото и кајмакот, ние одделуваме толку колку што секоја недела правиме купиште колку на високата египетска пирамида. Тоа не е ништо, рекол Палчо. Кај нас дома прават такви пити сирење, та еднаш кога кобилата паднала во сириштето, цели 6 дена ја баравме. А кога најпосле ја најдовме кобилата, се покажа дека удрила на дното и си го прекршила рбетот. Поскоро искорнавме едно младо борче и место рбети го ставивме. И што мислите вие? Едно прекрасно утро борчето потерало една гранка, а по 3 дни гранката беше пораснала толку високо, та јас веднаш се изјазив по неа до небото. А на небото седеше една старичка и си плетеше преѓа од морска пена. Сакав да знам дали преѓата е цврста, се фатив за предењето, тргнав и наеднаш так, нитката се скина и јас полетав од небото кон земјата и паднав токму во една глувчешка дупка. И знаете ли кого видов таму? Мојата покојна баба и вашиот дедо покојниот крал. Седеа и плетеа со игли плетачки волнени чорапи. И затоа што дедо ви беше исполтил една петла, баба ми му плесна една вруќа шлаканица, та дури мустаките му заиграа. Тоа е веќе многу, се налутила принцезата. Никој никогаш во нашиот род не плел чорапи, ниту пак му удриле шамар. Таа рече, тоа е веќе многу, извикнал джинот. Ура, принцезата е наша! Не уште, тврдоглаво рекла принцезата. Би сакала да му поставам на маркизот Палчо 3 гачки. Кажете ми, Маркиз, што вечно паѓа, а никогаш не се крши? Таа гачка сум ја слушал уште од мајка ми, рекол Палчо. Тоа е водопад. Точно така е, рекал дженот и почнал да ракоплеска. Ајде, кажете, кој би можел уште да се сети? Принцезата поцрвенела од јад. Сега кажете, продолжила таа мрштејки се, кој секој ден оди по испат, но никогаш не се враќа по него? Таа гачка сум ја слушал од баба ми, рекол Палчо. Тоа е сонцето. Тоа е најумен на светот, викнал джинот и се треснал по колено. Да се надеваме, рекла принцезата помодрувајќи од бес. Останува уште една последна гачка. Одгатнете, што мислам јас, а вие не мислите. Што мислите вие, а јас не мислам. Што мислиме двајцава, а што не мислиме ни вие ни јас. Палчо се намрштил и замолчал. Не си ја мачете главата, господаро мој, му рекол джинот. Јас си знам по себе си колку тешко е да се мисли. Ако задачата е толку тешка, јас ќе ја грабнам принцезата и баста. Само дајте им знак. Со сила, друже, ништо не правиш, му одговорил Палчо. Тоа ти најдобро би требало да го знаеш. Замолчи се и не смекевај ми да мислам. Джинот се затрајал, а Палчо почнал да мисли. Што повеќе мислел, повесела станувала принцезата, а потажен джинот. Но наеднаш Палчо се насмевал и се поклонил на принцезата и рекол: Што мислите вие, ваше величество, е дека јас никако не ке можам да одговорам на вашите гачки. А јас така не мислам. Јас мислам дека вие, ваше величество,
Мислите дека сум јас сепак достоен на вашата милост, а вие мислите дека јас тоа не го мислам. Двајцата мислиме дека на светот не се малку тие што се поглупави од нас. И на крајот, ниту вие, ниту јас не мислиме дека високиот раст на мојот беден джин и високиот положај на вашиот многу почитуван татко се доказ. Доста, рекла принцезата, еве ви ја мојата рака. Но, што мислите вие двајцата за мене, викнал кралот, или пак не мислите? Ние мислиме, драги татко, дека меѓу кралевите вие сте најмудар и друго ништо не мислиме. Сосем точно, одговорил кралот, и јас самиот тоа го мислам. Маркиус Палчо, за тие здрави мисли јас ви ја подарувам титулата херцог. Ура, да живее херцогот Палчо, да живее мојот повелник, извикал джинот толку силно, та можеле да си рече дека во дворецот удриле рофје. За среќа се свршило добро, освен ако не се сметаа 3 паѓања во несвест и 20 скршени прозорци. За свадбата на принцезата и Палчо не треба многу да се раскажува. Сите свадби си личат една на друга. Само што вистинолюбивиот историчар не може да премолчи тоа дека присуството на джинот придонело многу на великолепното празненство. На излегување од црквата джинот ја кренал колата со младоженците на глава, заедно со коњите, и така ги однел до влезната врата на замокот. Овој поинтересен настан редно било да се спомене дека не станува секој ден. Потем приредиле голема вечера. Имало свечени говори, свадбарски песни, ракети, цвеќиња и букети. Сите биле задоволни. По дворецот и по плоштадите пиле, јале и се веселеле. Само еден човек не сакал да се весели. Седел намраштен и мрачен во најтемниот кам на замокот. Тоа бил Пол. Од злоба дури се радувал што му биле отсечени ушите за да не ги слуша пофалбите за брата си Палчо. Дури си мислел и сам да си ги извади очите само да не ги гледа срекните младоженци. Најпосле избегал во шумата и таму го изеле мечките. На крајот останува уште само да се каже дека по смртта на кралот Палчо владеал 62 години и го сметале за најумен не само меѓу кралевите, туку и меѓу луѓето. А пак за неговата добрина и да не се зборува. Историчарите така и го нарекле Палчо Добриот. Но зошто да се слави неговата добрина? Тоа е особина на сите умни луѓе. Добри глупаци нема на светот. Глупавите не се добри, а добрите не се глупави. Верувајте ми на моето долгогодишно животно искуство. Иако секој будала не е лош, во што јас доста се сомневам, затоа пак сите лоши се будали. Во тоа и сета поука на мојава приказна. Измислете подобра, а јас ќе најдам место за неа.